Денес на нашиот Алки подкаст ќе збориме за илустрацијата за деца. Илустрацијата е многу важна за развојот на креативноста кај децата. Јас уште од мала уживав да разгледувам сликовници и имав многу омилени илустрации. Илустрациите ми помогнаа да научам да цртам разни фигури, луѓе, животни, се. Добивав многу интересни и оригинални идеи за цртање. На денешниот Алки подкаст ќе разговарам на оваа тема со моите другарки Матеа, Симона и Мила. Здраво. Здраво. Ајде едно прашање за Симона. Симона, какви илустрации најмногу го привлекуваат твоето внимание? Моето внимание најмногу го привлекуваат илустрациите со кои што се прикажува модата, модните илустрации, но исто така и голем впечаток ми оставија илустрациите на илустраторите за кои што Литера, фестивалот Литера, направи изложби, а тоа се Кондовски и Младен Тунич. Мислам дека сите бевме на Литера пред неколку години. Да. Еве едно прашање за Матеа. Матеа, кои книги ги паметиш по илустрациите што ги содржале или имале впечатлива насловна страна? Јас ги памтам книгите Зоки Поки од Оливера Николова и лектирата на смеани капки од Сон Тарапуса. Да, дали дечки памтите оригиналните илустрации за Зоки Поки, исто така на Литера беа лани? Да. Мила, што најмногу сакаш да црташ? Какви фигури и кои бои најмногу ги користиш во твоите цртажи? Јас најмногу сакам да цртам коњи. Исто така сакам да цртам предмети и најмногу ги користам од прилика сива, бела и црна, ама тие не се бои, да кажам така. Еднобојни бои што сакам да ми бидат, ама некогаш ќе користам сите бои, сака да биде рашлакано и... Симона, ти што најмногу сакаш да црташ? Како што кажав, мои омилени илустрации се модните илустрации и истите сакам да ги цртам. Дома имам направено безбројни цртежи од девојки со прекрасни фустани и комбилизони и сакам да ги користам розевата боја, кремастата боја, но најчесто и моите цртежи во моите цртежи превладува сивата и белата боја, поточно се исенчени. Дечки, дали денес би сакале да го нацртате слончето Халки заедно со мене? Да, секако би сакале да го нацртаме за на децата да им покажеме преку илустрацијата како се штедат пари и да докажеме колку е важно да се штеди и со задоволство би го нацртале. Мила, ти? Јас би можела да го нацртам Халки, но повеќе би сакала да пишувам сликовници за него. Добро. Или книги. Дали некој ја памти сликовницата за Халки? Дали некој има прочитано или разгледано? Да. Мила, дали може накратко да ни ја раскажеш? Таа започнува вака. Халки дознава дека ги има прочитано сите своји сликовници. Потоа седи под неговата омилена палма и размислува што да направи. Му текнала една брилијантна идеја да напише и да нацрта сам сликовница заедно со помош на неговиот пријател Иван. Тогаш одишол кај Иван да му каже за неговата идеја и потоа они решиле да прават пат кон светот и да пишуваат сликовница заедно со помош на други деца на место кај што живеат. Први одишле на едно место кај што сретнале едно девојче инвалид, а потоа отишле на едно друго место во село кај што ги сретнале Атиџе и Мила и со нив многу се забавувале. Потоа отишле на трето место кај што сретнале едно момче и таму рециклирале отпадоци и на крај Халки дознал дека фали уште една приказна и таа приказна била за едно девојче што сакало да се купи велосипед, но нејзините родители немале доволно пари за да ја купат и потоа она штедела многу пари и заштедела доволно за да се купи велосипед. Тоа е тоа. Сликовницата за Халки е многу поучна и мислам дека треба секој дете да ја има разгледано барем еднаш. Еве за на крај едно прашање за сите. Дали можеби би сакале да се занимавате со илустрација кога ќе пораснете? Матеа? Да, ја би сакала, бидејќи сакам да искажам својата креативност со тоа низ целиот свет. Симона?
Јас не би сакала да се занимавам со илустрации, но би сакала да работам како архитект, каде што сепак има цртеж, но како и секое дете мислам дека може би, кога ќе пораснам на годините каде што би требало да одберам што сакам да учам и да работам во животот понатам, може би ќе се смени оваа желба, како што се менувала во текот на годините до ден денес. Мила, ти дали би сакала да се занимаваш со илустрации понатака? Не се баш илустрации, но јас сакам да бидам моден дизајнер и да дизајнирам фустани, да ги цртам и да ги шијам тие работи. И така. Јас лично имам многу голема желба за цртање, но некако не ме бива најмногу. Сакам да научам и сакам да се занимавам со тоа понатака дефинитивно. Мила, кое ти е тебе омилено хоби? Јавање коњи, ќе кажам тоа сигурно, 100%. Симона? Моje хоби е глумата, пеењето и цртањето. Од секогаш сум била заинтересирана во уметноста и музиката и глумата се уметност. Сакам да одам на часови за глума, ама не мислам дека со тоа би продолжила понатаму во животот. Да, и јас исто многу сакам да пеам и да глумам и мислам дека понатака би продолжила да го правам тоа што го правам и сега. Матеа? Моето хоби е многу сакам да пеам, многу сакам да играм и исто така многу сакам да цртам. Јас одев на часови по играње на хип-хоп и бев исто така многу успешна и добив награди. Добро, дечки, тоа беше тоа за оваа епизода. Се гледаме на следната епизода со друга тема. Фала ви! Чао! Чао! Чао, чао.